На 20 ноември во 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето, а на 20 ноември 1989 година ја усвои Конвенцијата за правата на детето, во која се нагласува дека сите деца имаат права кои произлегуваат од оваа конвенција, без оглед на тоа кои се, каде живеат, што им работат родителите, дали се сиромашни или богати, на кој јазик зборуваат, на која религија или култура и припаѓаат, дали имаат некоја попреченост или инвалидитет. Денеска, на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на детето, кој има за цел да го сврти вниманието на широката јавност за сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои се соочуваат тие. Важен датум, не дека само на тој датум треба да се размислува за правата на детето, туку е важен датум да се подсетиме, да видиме до каде сме во однос на формалниот или законскиот или правната рамка. Нашата земја ја има ратификувано и конвенцијата, ја има ратификувано и Конвенцијата за правата на детето на Европскиот совет. Скоро сите права кои што се опфатени во конвенциите се наоѓаат во повеќе закони, во Законот за детска заштита, во Законот за социјална заштита, Законот за основно средно образование, Законот за семејство, значи се вградени. Има 4 принципи на кои што се заснува конвенцијата и кои што, морам да кажам, и меѓаши се обидува да ги почитува во спроведување на своите активности. Првиот принцип е принцип на недискриминација. Вториот принцип е опстанок и развој, третиот е придржување кон најдобриот интерес на детето и четвртиот принцип е правото на учество на детето. Во тој контекст, како што реков, меѓаши секогаш настојува да бидат во своите активности што ги спроведува, проекти што ги спроведува, да бидат почитувани овие принципи. Например, во проектот од Save the Children, од меѓународната организација, кој што се вика да ги земеме правата во своји раце, има посебна активност за поттикнување на правото на учество на децата. Што значи тоа? Тоа значи дека гласот на децата, мислењето на децата, ставовите на децата да бидат земени предвид при донесување на одлуки кои што се однесуваат на нив. Например, тековно во оваа активност беа организирани, значи се формираат групи во пилот општините и училиштата со кои што работиме, се формира детски совет и им беше дадена обука што значи детско учество, беа зајакнати во смисла како можат они да влијаат врз донесување на одлуките на ниво на општина, на ниво на нивното училиште. Има средби, например, со градоначалниците, ги истакнаа нивните проблеми кои што нив им сметат или во училишната средина, или во градот, општината, каде што се, например, во Скопската општина Газибаба, како проблеми кои што самите деца ги идентификуваа, беше загадениот воздух и големиот број на кучиња скитници по улиците, што представуваат закана за безбедноста на децата, и беа на разговор со градоначалникот, ги предочија како проблем и го отворено му поставија прашање на градоначалникот што тој ќе направи и ќе го држат за збор. Следната година ќе имаат повторно средба да се види што е направено и дали навистина е направено тоа што им било ветено. Во рамки на, значи, колку постои меѓаши, 27 години, толку долго постои СОС телефонот за деца и за млади. И целта е токму преку отворената линија да се допре до децата, да се види кои дали постојат права кои што им се загрозени или кои што не се почитувани. И има многу јавувања во последниве неколку месеци. Она што се издвојува како проблем е постоењето на меѓуврсничко насилство и проблеми во бракоразводни постапки во поглед на прашањето на заедничко родителство, односно видувањето и рамноправното учество на родителите во воспитувањето, подигнувањето на децата.
Има многу такви јавувања, за жал. И тоа е индикатор дека нешто сериозно се случува во нашето општество и дека навистина треба да здружено сите, без разлика дали сме од владин или од невладин сектор, да ги собереме силите и заедно да направиме нешто за да се подобри ситуацијата. Нема да забораваме во овој случај да ги споменеме и децата со потешкоти во развојот. Дали колку тие се остваруваат нивните права и основни потреби? Треба уште многу да се сензибилизираме ние како општество за прифаќање на различностите, луѓето кои што работат во институциите, сите родителите, значи сите вклучени во процесот, ние како општество ни треба уште многу да се сензибилизираме, но тоа е процес, тоа е менување на свест, менување на ментален склоп и бара време. Не се случува преку ноќ, нити може, нити ќе има добри, позитивни резултати ако се случи преку ноќ. Во периодот од некаде втората половина на септември па се до вчера, и ќе имаме уште постојано, што е добро, на иницијатива на неколку скопски основни училишта, бидејќи трето оделение се главно, доаѓаат во Меѓаши и ги запознаваме низ работилнички, низ игра, низ активности кои што се нивни, кои се правата да направат разлика што е желба, што е право, што е потреба. И во исто време ги запознаваме со можностите, односно со постоењето на SOS телефонот, зошто постои, им објаснуваме што тоа значи, како нив би им било од помош во моменти кога немаат кому да се обратат или имаат некаков проблем или сметаат дека не и нивно или нечие друго право на дете е загрозено. Така што во секоја активност гледаме и добро што имаме соработка и добро што има и интерес кај образовните институции да се работи на едукација на децата, затоа што само кога имаме образувани деца кои што се свесни за своите права, може навистина се случи промена во општеството, бидејќи тие ќе ја бараат таа промена. Превенцијата е многу важна, но и охрабрувањето на децата за што поголемо запознавање со детските права и пријавување на секаква повреда. Ова се само дел од прашањата на кои бараат одговор и решение децата на Светскиот ден на детето и 30 годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето.